Добро во првата епизода во 2022 година. Сонце пукна, без разлика што е крај на февруари, веќе на средина на февруари сите ги извадивме моторите, оние кои што ги паркираа моторите ги извадија надвор и нормално сезоната може да почне. За оние за кои што и завршила, може да почне новата сезона. Денес имаме ексклузивно, условно речено ексклузивно право, меѓутоа исклучително ретка ситуација, шанса да зборуваме за еден условно речено нов бренд. Значи денеска зборуваме во ова видео за Moto Morini X-Cape. Moto Morini всушност не е нов бренд и има два дела од својата историја на постоење. Moto Morini ја следи традицијата на новиот бран на брендови кои што имаат италијански корења, италијанска историја, меѓутоа денеска се во туѓо власнество, односно не се во власнество на италијани и произведуваат и нудат нешто друго. Нешто налик на Benelli или уште некои други брендови, Moto Morini е основан во 1937 година, која што низ годините има сериозно богато искуство и богата историја особено во поглед на трки, над преварување, некаде таму низ Италија во 50-60 години, за некаде 90 да почне да се нарушува таа стабилност, таа известна иднина и после неколку различни претумбации во сопственичката структура во 2018 година да започне новата, односно свежата фаза во историјата на Moto Morini. Moto Morini сега е всушност во собственост на кинеска компанија, нема да се обидам да го кажам името, тотално неважно во оваа ситуација, но компанија која што го задржува дизајнот и развојот во Италија, одлучува да користи квалитетни и добри делови од познати брендови, а нормално производството на самиот агрегат и на самиот мотор да се случува во Кина. Нешто што нели како тренд го гледаме и кај големите и кај помалите, а богами кај овие старо-нови брендови. Имавме шанса да го возиме X-Cape или Escape, веројатно сакале така некако да се вика. И ако приметите дека имаме големи букви на целото име, одма знаете дека тоа се кинези, пошто некако кај нив останува таа традиција дека се е со големи букви, се е напишано со големи букви. Не знам зошто е тоа, можеби е заради нивната историја и култура на пишување и слично, меѓутоа како и да е, интересно име, интересен концепт. Ова е трети или четврт модел во нивната гама, меѓутоа е прв кој што е влегува во, да речеме, најжестокиот сегмент, тоа е адвенчер сегментот на мотори. Агрегатот кој што го придвижува овој Moto Morini всушност е 650 кубни сантиметри агрегат, двоцилиндарец, кој што развива некаде 60 на коњски снеги, 60 на коњски сили снага. И во основа со самите бројки нас јасно станува до знаење дека ова не е исфорсиран мотор. Ова е мотор кој што би требало да има мека, комотна, удобност и возење кој што ќе може да ви извлече во различни ситуации, меѓутоа нема да биде преагресивен во некои ситуации. Ќе зборувам малце повеќе за моторот, малце покасно, чисто само да напоменам дека во суштина имаме еден куп делови, сегменти кои што се сериозно ни оддава за сериозниот пристап на Moto Morini. Тука се двојните диск кочници напред со 298 мм пречник и Brembo калиперите, кои што се постара генерација, меѓутоа сепак се Brembo. Тука е Maroci, мислам дека беше или така се викаше слично вилушката, KYB задната суспензија, сериозни Pirelli гуми кои што малце ќе зборуваме подоцна, можеби не се најсоодветна опција за овој модел и уште некои други, на пример Bosch електроника и така натаму, кои што оддаваат впечаток дека не се зафркаваат овој бренд и сериозно сака да се врати во сиот свој сјај на пазарот. Сега малку околу мотора. Значи реков веќе, имаме двоцилиндарец, 650 кубика, не е толку непознат агрегат, агрегат кој што не избувнува на давање на газ. Агрегат кој што ќе ве стигне до брзината која што сакате, меѓутоа нема да го направи тоа претерано многу агресивно. Знаете дека ќе стигнете таму, ако вратите брзина подолу, ќе ја добиете многу побрза таа брзина, меѓутоа ќе го измачите малце повеќе моторот. Некаде е оптимизиран да работи 2, 3, 4000 обртеи, со тоа што има една мала дупка после тоа, и после 6 повторно се буди и добива нова снага. Предпоставуваме дека и потрошувачката тука му се менува, меѓутоа не меревме толку многу потрошувачка во овие денови додека го возевме. Моторот е добар, значи способен е, има снага и да дигне поголеми брзини, но
си има своје ограничувања од она што го кажав. Значи бара побрзо да се менуваат брзини, веројатно тоа е и на така и наштелувано намерно. Нема да бидете, да речеме, толку многу самоуверени дека во било која ситуација ќе повлече, ќе треба малку повеќе да работите со менувачот, меѓутоа тука е, моќта ја има, не е изфорсирана и може да рачунате на нејзе. Спомнав неколку пати за менувачот. Значи, менувачот е интересен, благо речено, од два аспекти. Значи, прво едноставно има долг од, значи самиот менувач, самиот шифтер има долг од и многу, да речеме, груп од. Значи, има онака звук кој што се пушта и нагоре и надоле кога се менува и бара малце, да речеме, привикнување. Меѓутоа, на сметка на тоа, па екстремно многу прецизен. Значи, досега колку и да го возевме, во какви ситуации да се најавме на отворен пат и во градска вожња, во суштина ниеднаш немавме или false neutral, или да, нели, несвесно смениш брзина, не смениш брзина и така натаму. Да, има подолг од, е малце така по-груп, меѓутоа на сметка на тоа прецизноста му е одлична. Веќе спомнав дека кочниците се, нели, со напред има два диска, што е супер за оваа класа, ќе кажеме на крај која е цената, и има Brembo калипери. Рака на срце, кочниците се добри, значи моторот убаво застанува. Она што мене ми не се слуши, нас ни се, да речеме, ни е забелешка од овие денови на возење, е во суштина рачката за кочење. Значи има многу лош, односно многу малку фидбек назад за тоа што се случува со предницата и колку добро застанува моторот. Да, тој кочи, меѓутоа на рака не го осеќаме толку добро. Веројатно со малку штелување може да се дотера тоа, меѓутоа и понатаму останува фактот дека фидбекот на рачката е прилично оскуден во поглед на тоа колку, да речеме, пристојно застанува овој мотор. Судејќи по ергономијата и по изгледот, Motomorini сакале овој мотор да го направат да биде способен да функционира, нели, на отворен пат, односно на дистанца, меѓутоа во исто време и да биде способен и да вози малку и офроад. А тоа ни е главен индикатор, за тоа главен индикатор ни се жичаните мандачи кои што ако ги нема на овој модел, многу често одат, нели, како стандардна верзија и самата ергономија на моторот и нормално гумите. Меѓутоа ергономијата што ја гледаме е можеби, нели, интересна на изглед, има некои дискутабилни делови, например мене предница овде не ми е толку многу идеална на лик, но во секој случај си ја врши работата. Не е неубав, ама за вкусови не дискутираме. Во поглед на заштитата од ветер, значи тука повторно не може да се очекува претерано многу. Со оглед на компромисите што ги имаат направено, овде windscreen, односно, нели, визор, во суштина на поголеми брзини не врши многу работа. Значи особено јас кој што сум повисок, сум негде 186 см, во суштина многу не ми удира во каци, меѓутоа во телото имам доста ветер. Така да врши работа, меѓутоа не толку многу добро. Не може ни да очекуваме. Не верувам дека ни едно лептирче тука ќе заврши работа, пошто е прилично тесен. Дополнително исто така овде има некое проширување кое што би требало да дефлектира, нели, воздух надвор од вашите нозе, меѓутоа не е и тоа идеално решено комплетно. Значи во долниот дел на нозете сепак се чувствува некаков удар на ветер. Не е нешто што, нели, е работа за умирање, не е нешто што е као deal breaker, меѓутоа во секој случај не е до толку многу доработен и тој сегмент. Визирот може да се поместува нагоре и надоле, меѓутоа тоа е исклучително тешко може да се прави во возење. Значи нема некој посебен механизам, само едноставно се повлекува, меѓутоа треба баш снага, сила за да го направите тоа и не може тоа баш во возење лесно да се направи. И покрај тоа што ние многу се воодушевивме од моторот, во смисла на тоа дека за она што треба да го платите и за она што го очекувате од ваква класа на мотор, добивате сериозен мотор. Има една работа која што на сите што го пробавме, а тројца сме, нели, кои што го работиме каналов, едногласно не ни се допадна. А тоа е ергономијата на моторот. Значи, едноставно седиштето не обезбедува добра позиција заедно со футпеговите, односно со, нели, држачите за нозете, за да имате вие едно комотно возење. Проблемот во основа е дека ве турка секогаш понапред и ве удира во седиштето напред и нема доволно простор за да седнете овде. И покрај тоа што изгледа дека е доволно големо, сепак ширината овде е малце поголема него што треба и за мене, а можам да замислам веројатно и за помалите возачи, односно по-ниските возачи. Тука е единствената, да речеме, сериозна замерка што ние ја наоѓаме кај овој мотор. Значи не е невозможно да се навикне човек нормално, меѓутоа на прва овој момент на туркање внатре и така ни пречеше.
Xscape доаѓа со, ми се чини дека беше 7-инчен TFT Color екран, кој што навистина голем и плени со својата масивност во рамки на, нели, целиот преден поглед. Има малце податоци на него, меѓутоа се добро организирани. Има два мода на работа, значи има дење и ноќе, односно со светла и темна позадина, кои што дополнително го, нели, олеснуваат контрастот во различни услови на возење. Јас него најдов темниот модул толку многу ефективен, затоа што јас сум навикна да функционирам со темен модел, меѓутоа и преку ден. За преку ден, што нормално не треба да се очекува, немаше толку голем контраст. Меѓутоа сам по себе екранот е голем, прегледен и едноставно на дланка ви ги нуди сите можни опции кои што ви се потребни. Пак ќе повторам, нема премногу, меѓутоа се сосема доволни. Управувањето на екранот е преку овие копчиња овде, значи на левата страна, кои што, да бидам искрен, малку се различно или чудно поставени. Додека возите, во суштина не може толку лесно да управувате со нив, што веројатно и е намерно направено така, затоа што не сакаат мотоморини да чепкате по екранот додека возите. Но од друга страна пак не постои блокада на функциите, односно подесување на функциите додека возите. Вие можете слободно да чепкате низ менуто на моторот додека возите. За разлика од тоа, кај некои други мотори, тоа е во основа оневозможно. Значи кога ќе застане моторот, тогаш може да чепкате. Има 4 копчиња со кои што се движите по менуто, бара ниво на навикнување, ниво на, нели, учење, меѓутоа не е нешто што толку многу е проблем, особено затоа што и нема Господ знае колку многу функции низ кои што вие може да подесувате. Моторот доаѓа со два мода на возење, road и off-road, кој што во суштина ја менува само осетливоста на газта. Други подесувања нема претерано многу, затоа што е многу важно да напоменеме дека самиот компјутер сериски има можност за поврзување со телефон, преку Bluetooth конекција и многу згодно има два USB порта веднаш до самиот екран овде горе. Нешто што веќе станува стандард за сите понови модели кои што ги гледаме, кои што ни доаѓаат од далечниот исток. И уште една битна работа што не така често, односно да кажам исклучително ретко, се наоѓа во серискиот опрема на моторите. Овој мотор има вградено сензори на притисок во гумите и тие може да ги следите на TFT екранот во цело време додека возите. Нешто што исклучително скапо кај било кој модел да го додадете, освен ако не купувате кинески, нели, направи кој што се сами свој независен систем. Меѓутоа, ете, тоа е интересно нешто кое што во дадена ситуација може да биде навистина корисно, особено ако комбинирате off-road и on-road или road возење кое што, нели, бара различен притисок на гумите и константна проверка на тие работи. Уште една работа која што денеска е веќе стандардна кај сите понови модели, а тоа е дека доаѓа со комплетно LED осветлување, значи и позади и напред, прилично солидно светло, се е комплет во LED. Мотоморина Xscape доаѓа по цена од 7890 евра. Таа е почетна цена за овој модел кој што го гледаме тука. Значи со сите тие додатоци и елементи кои што ги изборувавме сега. И за оваа цена верувате ми дека е доволно и ако не и многу повеќе од она што ние реално очекувавме. Моторот е способен, моторот е reliable, делува дека е reliable, но секако тоа треба да се докаже и после години и користење и километри изминати. Она што е многу важно е дека влева чувство на сигурност. Значи, не му е идеална геометријата, меѓутоа тоа не представува некаков сериозен проблем за да вие влезете посериозно во кривина, да осетите дека е стабилен, дека ќе ја задржи линијата која што сте ја одбрале за да, нели, ја поминете кривината. Дури на повисоки брзини не е моторот толку лесен, односно чувството на возење не е толку несигурно и толку лесно. Едноставно е стабилен на пат, си држи правец и може да се справи со малтане се што ќе посакате да направите со него. И останува заклучокот. Значи, останува да кажеме дека Мотоморини не е нов бренд, меѓутоа е нов бренд. Не е толку познат, меѓутоа е познат бренд. И има луѓе кои што го знаат, има луѓе кои што не го знаат. Но фактот дека во адвенчер класата може да добиете мотор кој што е најмалку 2-3 евра поевтино од се друго што се случува на пазарот и кој што има, да речеме, солидна снага и солидна ергономија, го прави него дека треба да биде сериозен избор, односно сериозен конкурент во вашиот избор.
Нормално, тука има голема конкуренција која што можеби доаѓа од јапонските производители, доаѓа од други кинески производители, кој што треба да се стави на кантар и да се извага. Меѓутоа, самиот факт дека овој модел, самиот производител го фаворизира дека е способен да функционира и офроуд, не хард офроуд, меѓутоа онаков лајт, лесен офроуд, ако имате такви афинитети, вреди да се размисли. Во секој случај, она што ние може со сигурност да го потврдиме, моторот за парите вреди и моторот функционира сосема добро на асфалт. Мотоморини е ексклузивно достапен во Dynamics. Значи сето ова ние го имаме благодарение на Dynamics. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, subscribe. Се гледаме во следното видео. Возете внимателно.